Представници на медиумите, денеска сме на локацијата Будинарски рит овде во Берово, каде што ја продолжуваме големата акција која што ја најавивме на почетокот на ноември. Ајде да пошумуваме заедно, во која што оваа година е предвидено пошумување и засадување на над 1.200.000 садници во 19 региони во државата и на 36 различни локации. Оваа голема акција започнува во ноември, а завршува на 31 март 2024 година. И како што кажав, планот е да бидат засадени над 1.200.000 садници на над 400 хектари со повеќе различни видови на садници како бел, црнбор, јавор, багрем, даб, јасен и останати видови на дрво. Денеска оваа акција ја реализираме токму тука во Берово, заедно со вработените и представниците од компаниите, овој пат од КБ Прво пензиско друштво, зашто искрено благодариме на големиот број на компании, меѓутоа и на вработените во КБ Прво пензиско друштво, што се приклучија на оваа голема акција, заедно со многу други компании, но исто така заедно со представници на општината, вработени во општината, во национални шуми, во нашите поддружници, подрачните единици на Министерството, шумската полиција и сите оние граѓани кои што се приклучуваат токму на оваа голема акција. Започнавме од Куманово, продолжуваме во Велес, како што кажав, на 36 локации во 19 региони во државата. Шумите се нашите бели дробови, наше природно и национално богатство и навистина е одговорно, особено овде од Берово, каде што ќе бидат опфатени површини кои што беа опфатени и со пожарите во 2021 година, значи не станува збор само за пошумување, туку за целосно санирање на овие опожарени површини и драго ни е што покрај национални шуми и како министерство преку нашата програма се вклучуваме дополнително со дополнителна финансиска поддршка да дадеме целосна поддршка на она што ни е план од ноември до март 24 година и уште еднаш благодарност што и на самиот настан во Скопје, кога ја промовиравме оваа голема кампања, посочивме дека она што го пративме како порака, голем број на компании се приклучија токму на овие активности кои што ги спроведуваме и денеска тука со нас нели вработените од КБ Прво пензиско друштво, продолжуваме и со останатите компании, со останатите општествено одговорни компании на сите останати локации и региони во државата. Драго ми е што овде во Берово во овој период се приклучени на акцијата и учениците од Раде Јовчевски и Корчагин, од Орце Николов од Скопје. Одлични активности се спроведуваат и наш одличен партнер исто така Сојузот на извидници. Men and Mountain also исто така како организација, но и голем број на компании покрај КБ Прво пензиско друштво и Телеком, ДМ стандардно, Хал банка која што исто така силно ја поддржува оваа акција, не само во вклучување во акцијата, туку и со голем број на донации во тој поглед. Зелената транзиција пак е една од 5 клучни приоритети на основа на што ги креиравме политиките за 2023 година во рамки на Министерството и токму тоа е еден столб на кој што цврсто стоиме и ги спроведуваме политиките и за пошумување. Направивме огромна меѓународна регионална конференција во Скопје која што за прв пат се одржа токму на оваа тема. Започна проектот за реформа и реорганизација и трансформација на националните шуми преку проект на Европската унија во вредност од 2 милиони евра, кој што ќе се спроведува до март 2025 година и на секој еден можен начин, но и со изголемување на поддршката и на нашите програми, праќаме јасна порака во тој дел. Преку нашите програми, исто така на Министерството за проширена репродукција за шумите, за ова